Клиентите на кои ја водиме евиденцијата си имат своји клиенти, фирми, кои се купувачи или добувачи на добра или на услуги и со кои се прават материјално-финансиските документи. Значи, во финансиските книжиња, кај 2200 и 1200, задолжително треба да имаме фирми. Исто и кај материјалните документи, набавката и продажба да се прави од и на фирми. Евиденцијата на фирмите е во табели фирми. Овде имаме низ од клиенти, односно фирми. Задолжително треба да постои фирма 0, тоа е джокер, бидејќи како такво поле е неопходно во документите, посебно во финансиите. Обично број 1 е самиот клиент на кој се води евиденцијата, а другите се клиенти, односно фирми поврзани со клиентот. Ако треба да отвориме нова фирма, треба да означиме може промени и со клик на нова фирма се зафаќа следната поред фирма. Неопходни податоци се името на фирмата, а ако сакаме да имаме подобра евиденција за фирмата, треба да внесеме место и адреса најмалку, бидејќи овие податоци ќе се користат во пликот за фактурата. Ако ставиме контакт и имејл, можеме најдиректно да праќаме неодредени извештаи до клиентот. Полето за пребарување користи полиња, ги користи скоро сите полиња поврзани со фирмата, така да ако внесеме одреден дел, пронаоѓа по било што, и по име од фирмата, и по име и по место. Ако во финансии го правиме образецот КИПО, ќе ни треба во фирми да ја специфицираме точно земјата од која е фирмата. Ако вршиме откуп на земјоделски производи, тогаш физичките лица треба да бидат означени овде, физичко лице, и да ви се внесе матичниот број и евентуално адресата.